Почитувани присутни, добар ден. Денешната дискусија е на тема анализа на состојбите во ЕЛЕМ и во МЕПСО, пред и после 9-годишните политики на владење на Никола Груевски и ВМРО ДПМН. Пред да навлеземе во анализа на оваа тема, предлагам уште еднаш да ја слушнеме 14-тата политичка бомба, објавена од страна на опозицијата. Бомба во која што јасно се гледа како премиерот Никола Груевски директно договора месење на тендер со директорот на АД ЕЛЕМ Владо Чинговски, тендер кој што треба да го добие директорот на Сител телевизија, во кој што во бомбата премиерот, како што вика, знаете, кратовчанецот ни е многу битен. Предлагам да ја слушнеме. Здраво, како си? Добар сум, председателе, како сте ви? Тука си или на одмор си? Тука сум, на работа сум, баш ево нешто работа. Вчера се видов со кратовчанецот. Со кратовчанецот, од Кратов. Да, добро, јас се видов и со тебе? Да, беше кај мене, разговаравме, му дав. Се видов и со оној од Битола, така? Има кола Сеат Ибица, знаеш. Сеат Ибица. Да, добро. Се видов и двајцата. Ало. Да им помогнеш некако. Па ево денес Они кажуваат дека најверојатно оној Страшо и тој Битолчанецот дека ќе за тоа, да. Таму сигурно ќе се пријат, ама му реков јас дека може он слободно да се јави, да направи некој конзорциум да се јави. Најбоље ти тоа да го организираш, да е предвидливо. Они се вака збунети, не знаат што да прават. Мислам дека треба со нив да се видиш и да ја организираш работата и да се сите задоволни. Овој Берово дојде, знае зашто не е многу битен. Да, јасно ми е тоа. И тука нема ова или она друго. Така, мене ми јави дека овој тоа иде даје, така, ради тоа. Така. Со него немаме друг муабет. Така, страшно дошол. Другиот исто имаме одлична соработка со него и не е добро да го исфрлиме сега. Добро. Овој со колата што е. Така, да. Што сакам да ве прашам, овој бил од Страшно бил кај вас исто ми кажа? Не, лаже. Лаже? Да. Добро. Добро, јас ќе го викнам уште еднаш Горан, ќе поразговараме малку да видиме што кај овој КБ. Добро. Кај КБ. Добро. Ало. Дали ме слушаш? Не, ништо не ве слушам. Јас те слушам добро, не знам што е работата. Јас не ве слушам, последното беше нешто кај КБ, нешто и поќе не ве чув. Па најверојатно кај КБ бил, знаеш кој е КБ? Да, добро. Предпоставувам, чим вика дека бил, предпоставувам кај бил кај него, а кажува дека бил кај мене. Добро. Зашто али нема везе, ја немам ништо против него, нека си биде и он таму, ама и овие да влезат во игра, да се задоволни сите. Да, ама тешко е, на тоа место таму не е ископ на јаловина, него е јаглен испорака. И таму не можат две различни да бидат, мора една да биде конзорциум, некој поздрав. Јас разговарав со Горан, му објаснав сето тоа. И затоа му дадов некој решение да се склучи со некого да направи еден подобар така тим. И тој ми вика да ми помогниш. Јас зборев со пријателот на тој од Берово. Он вика, како да го трнам сега него да се вклучам со овај. Му викам, ти ако сакаш да добиеш работа, ти кажеш како да добиеш. Многу едноставно. Така да ќе треба да се... Не знам, ја не сум во тек, ќе му кажам и на КБ да се чуе со тебе и да се изорганизира. Добро, важи, може така. КБ денеска се чувме, тоа отишол на одмор. Вие планирате да се видиме, имам неколку други работи што треба да поразговараме малку. Кој отишол? КБ? КБ рече од утре не е тука. Па вече видите. Сега поподнево. Ако разговарам со него да се видиме, јас сега ќе го упатам да си видите вече. Важи. Или дека поминат кај мене или ќе поминам јас било како. Важи, договорено. Така. Ајде, поздрав. Тоа беше накратко за тоа како Никола Груевски договара местење на тендер со директорот на АДЛМ Никола Чинговски. Вечерва истава оваа анализа ќе ја продолжиме со нашите соговорници. Професор доктор Атанаско Туневски и Иван Трпевски, членови на Комисијата за енергетика. Професоре, повелете. Добро вечер на сите присутни. Се надевам ќе имаме
можност да проговориме за актуелните состојби за евентуално идни случувања во електроенергетиката пред се, па и во енергетиката воопшто во државата. Значи јас имам тука пред себе маса документи, но од сите тие документи може да се извлече еден генерален заклучок дека состојбите на за 9 години континуирано и постојано се влошуваат. Кога велиме се влошуваат, пред се мислиме на состојбите во поглед на производството на електрична енергија, кој што континуирано се намалува и во 2014 година било најниско во постојањето на Република, на независна Република Македонија. Значи, со бројки да не се оптоваруваме, но наместо нормалните околу 6000 гигават часа, 4500 гигават часа се произведуваат, што е сериозно намалување од речиси 20%. Значи, не само што се намалува домашното производство, туку и така намаленото домашно производство се произведува по повисоки цени. Значи, за да се оствари некое намалено макар производство во РЕК Битола, се троши се повеќе и повеќе мазут. Тоа се правда со слабиот квалитет на јагленот, но ако споредите, денеска се троши 2,5 пати, дури и 3 пати повеќе мазут отколку пред неколку години. Значи, практично во РЕК Битола, наместо да се троши и да се користи јагленот за производство на електрична енергија, пред се троши мазут, кој што е јасно многу поскап. Трета работа што треба се истакне се цените на електричната енергија. Сведоци сме дека за 9 години цените двојно се покачија, така што едно просечно македонско домаќинство по 2006 година плаќаше околу 25 до 30 евра или 1500 до 1800 денари за електрична енергија. За денеска сметките за електрична енергија, јасно за оние кои што не се греат на струја, се околу 3000 денари или други 3500 денари. Значи, тоа е трета негативност. Четврта негативност е што крај на овие неволји во електроенергетиката и воопшто во енергетиката некако не се назира, затоа што нема почнато ниту се размислувања за изградба на некој посериозен електроенергетски објект. Кога велам посериозен, не мислам на малите централи, хидроцентрали кои што се градат, тие се добро што се градат и тоа е корисно за државата и корисно е за пред се собствениците на тие мали хидроелектрани, но тие за целиот електроенергетски систем на државата многу малку значат, заправо не се воопшто значајни. Значи, тие се добри за оние што ги градат, но не значат ништо за системот од аспект на количеството на електрична енергија што ги произведуваат. Понатаму се зборува за гасификација на државата, но сведоци сме дека освен оние општини во кои што Социјалдемократскиот сојуз се на власт, односно Струмица и Куманова, практично во другите општини скоро ништо и не е направено на полето на гасификацијата. Така што се е на харти и се е на ветувања, ништо посебно не е направено. На сметка на сериозно намаленото домашно производство се вршат големи увози на електрична енергија, кои што наместо првобитните 15 на 20% во 2006 година сега се искачија до 35-40%, значи двојно се зголеми увозот. Да се подсетиме сите заедно дека Македонија, например, во 2001 година воопшто не увезуваше електрична енергија, значи сите домашни потреби ги задоволуваше самата. За да сега увезува 35 до 40% од годишните потреби на електрична енергија со тенденција на влошување на состојбата, наместо нели тенденција на подобрување на нештата. Значи тоа се некои сегменти на кои што сите ние сме сведоци. Практично во ЕЛЕМ и МЕПСО како компании кои што се државни компании, нели во јавни претпријатија во државна сопственост, сведоци сме дека лошо се работи, значи малку струја се произведува. Во МЕПСО не се изгради до ден денеска далеководот кон Србија, така што државата е оставена да се снабдува од север само преку еден далековод и тој да оди преку Косово. Значи далеководот Ниш Штип не е се уште изграден, иако требаше да биде готов пред неколку години. Од српска страна тој е изграден до самата граница, од наша страна се уште е далеку крајот на изградбата. Што е друго битно, значи без такви далеководи кои што ние би ги изградили би биле меѓудржавни или меѓугранични далеководи со високи количини на електрична енергија кои што може да се транспортираат, ние сме можне енергетски во незавидна положба, затоа што пред малку реков домашното производство се намалува, увозот расте, но
и тој така зголемен увоз, ако немаме далеководи, нема да бидеме во можност да го транспортираме во државата. Значи ние сме сега на граница или може би 60-20% остануваат од капацитетите кои што можеме да ги користиме за увоз преку меѓуграничните далеководи. Понатаму, ако тој увоз расте над некои 10-20% од денешен ден, тој увоз веќе нема ни да можеме да го оствариме, затоа што нема да имаме далеководи преку кои тој увоз ќе го оствариме, односно таа струја ќе донесеме се едно што е купена. Значи дури и претпоставка да имаме средства, односно финанси да ја купиме, таа нема да можеме да ја донесеме во државата. Значи тој факт е јасно негативен. Негативен е фактот што резервите на јаглено обидало се послаби и се со се полош квалитет. И наместо државата да размислува како тоа да се надмини, како тоа да се реши, таа врши модернизација на блоковите во Рек Битола, но така модернизираните блокови во Рек Битола се предмет на се почести испади. Значи порано беше вест на денот, или тоа се случуваше можеби неколку пати во годината, да на главните вести на телевизија се чуе дека Рек Битола, еден блок во Рек Битола прекинал со работа, и тоа беше вест на денот. Денеска блоковите во Рек Битола на секои 2 недели или на секои 3 недели излегуваат од работа, паѓаат, излегуваат од дефект, влегуваат во дефект. Иако во нив се инвестирани фрампатни, значи во последните 10 години во ЕЛЕМ има пријавено и одобрено од страна на Регулаторната комисија за енергетика инвестиции во висина од 440 милиони евра. Значи замислете, капацитетите пред 10 години даваа повеќе струја, сега во нив се вложени 440 милиони евра и тие капацитети даваат помалку струја со толку многу средства вложени во нив. Значи наместо модернизираните блокови во Рек Битола да даваат повеќе струја, тие да даваат или помалку струја или воопшто не даваат струја, односно се во употреба. Порано беше незамисливо да 2 блока во истовремено од Рек Битола не работат, денеска 2 блока од Рек Битола да не работат е речиси редовна појава. И тоа се параметрите кои што доведуваат до тоа да производството домашно на електрична енергија сериозно е во пат. Реков, лани било најниско од постоењето на независна Македонија. Од друга страна рековме нема на повидок навестување за изграда на сериозен капацитет термоенергетски прецек кој што ќе обезбеди сериозни количини на енергија, и тоа сето доведува до незавидна положба, односно до ситуација во која домаќинствата плаќаат двојно повисоки цени за електричната енергија што ја трошат, а таа се уште е со ист или полош квалитет од што пред 10 години. Значи сведоци сме дека во приградските населби, особено дури и на главниот град Скопје, напонот не е квалитетен. Често граѓаните се жалат на квалитетот на електричната енергија, често пати се случува домаќинствата да немаат електрична енергија, особено во зимските месеци. Бевме сведоци овој јануар, последен, 2015 година, се случи нешто незапамтено, да 2 недели или дури и повеќе од 2 недели, големи региони во Република Македонија немаат електрична енергија. Практично тоа е ситуација која што во модерните држави или во современите држави во Европа не е замислива. Значи можно е да нема електрична енергија час-два или можеби половина ден ако се временските прилики неповолни, но ние дури и пред 20 години, и пред 30 години, дури и во бивша Југославија не се случило да електрична енергија нема повеќе од неколку часа. Дури во Моровскиот регион во услови кога снеговите биле повеќе метри високи, длабоки. Но ете тоа и сами бевте сведоци дека пред се новогодишните празници во северозападните делови на државата и во Струшкиот регион беа дочекани во мрак практично. Луѓето таму трпеа големи штети, имаше големи количества на расипаних прехранбени продукти, имаше големи проблеми и од медицински аспект, така што се до тоа во некаква современа историја на електроенергетиката во некаква современа држава е недопустливо и незамисливо се случи. Тоа е актуелната состојба, ние можеме и да продолжиме со наведување на неповолните прилики. Во ЕЛЕМ и МЕПСО како државни компании за кои државата е одговорна, сведоци сме сите ние дека се врши масовно вработување на кадри кои што најчесто или многу често немаат
врска со електроенергетиката, значи не се тоа технички струки, економски струки или правни струки кои што јасно се потребни, туку се можно често струки кои што воопшто е незамисливо да влезат во систематизацијата на работни места во овие две компании. Вработувањето и понатаму се строго партиски, не може да се случи да некој непартиски член или уште повеќе член кој што е спротив на партија да биде на било какво раководно работно место, камоли во повисоко работно место. Значи, ајде, тоа е за почеток, колегата може да продолжи, па после можеме да се надоврзуваме еден со друг. Благодарам, професоре. Второ пат се најдуваме на ова место. Претходниот пат имаме некаква поширока тема, сега се концентрираме на државните компании ЕЛЕМ и МЕПСО, кои што се воглавном основните виновници за состојбата во која што сега се наоѓаме. Еве, ќе пробам само со неколку бројки, кои што се очигледни, јасни, разбирливи за сите, не се мегавати и киловати, да објаснам тоа што го начна професорот. Значи, во 2006 година цената на енергијата произведена во тогашно во формираниот ЕЛЕМ била 21 евро за мегават час и глобално гледано за 150 милиони евра 3700 вработени успевале да произведат 6,3 милиарди киловат часови електрична енергија. Во 2014 година за 250 потрошени милиони евра 5500 вработени успеале да произведат 4 милиарди и 500 милиони киловат часови електрична енергија. Значи, разликата е поголема 25% во произведената енергија, разликата во потрошоците е поголема 70% и бројот на вработени е скоро дуплиран. Ваквата, благо речено, катастрофа предпоставувам дека е настаната од тоталното запоставување на овој еден прилично важен индустријски дел во државата и третирање на самото производство на електрична енергија како на обична административна работа и третирање на овие компании како на некакви, не знам, мали селски општини, министерства со безграничен потенцијал за дополнително вработување, никаква потреба од стручност или од некаква ефикасност. Инаку, уште еден податок кој е прилично страшен, во 2006 година долгорочните обврски, тоест кредити на ЕЛЕМ изнесувале околу 100 милиони евра, а тие денеска се 215 милиони евра, зборуваме за доспеаните кредити кои треба да се враќаат во моментот. Тоа и во иднина, од моментот во 2014 кога е податокот, ќе врши огромен притисок на цената на произведениот киловат електрична енергија, при што трендот уопште не е различен од 2014. Термоелектраните во првите 6 месеци во 2015 година направиле за 20% помалку енергија од катастрофалната 2014. Така да може да се очекува уште полош произведен резултат во 2015, освен ако Господ не ја спаси работата и донесе повеќе вода во акумулациите. Инаку, драматичниот раст на цените, например, производната цена пораснала за скоро 100% во однос 2006 и 2014, а за крајните корисници скоро 80%. Ваквата разлика практично уништува секаква можност за некој позначаен економски раст во сите останати сектори, бидејќи електричната енергија учествува многу директно во цената на целокупната останата домашна продукција на било какви добра или услуги. Ваквиот тренд е многу тешко во моментов да се застане, пошто како што рече и професорот, нема никаков ни приближен план за надминување на состојбата, а самата сегашна состојба не втурнува во уште поголем проблем. Например, во 2013 година ЕЛЕМ пријавил финансиска загуба од 2 милиона и 700 илјади евра. Во 2014 година се искачила на 14,5 милиони евра, а за 2015 предвидувањата се да речем негативен паричен ток од скоро 35 милиони евра. Тоа што регулаторната комисија не ја повиси цената на струјата пред неколку дена, воопшто не игра улога во суштината на цената која плаќаме за енергијата што ја трошиме.
Бидејќи овие губитоци на елем во случајот, не знам како му се состојбите со годишните сметки на МЕПСО, секако ќе ги платиме. Ако не директно преку сметките за струја, тогаш преку некаков друг начин на буџетски трансфери кои ќе се извршат во електрани. И тоа најверојатно на најлошиот можен начин ќе се компензира со надворешно задолжување кое во иднина ќе чини уште повеќе од денешната евентуална повишена цена на електричната енергија. Мислам, состојбата е не само на среден рок, состојбата е веќе неодржлива, комплетно неодржлива. И воопшто не е јасно дали цела 2015 година, например, овие компании ќе може да ја поминат, барем во финансиска перспектива, во некаква нормална ситуација на земање плати и на исплаќање на услугите кои ги користат од добавувачите. Ваквата ситуација, како априори земена како разлика, претпоставувам дека не е случај кој е настанал во една година, не е случај кој настанал во една сезона и не е само виновна природата околу нас. Тоа што сакаме да кажеме дека нема квалитетен лигнит во новоотворените, во стариот Субодол и во новоотворените копови во Брод Неотино, воопшто не значи дека не треба повеќе да се труди тој што ја врши таа работа, а како што слушаме, воопшто никој не се труди да ја заврши работата како што треба, туку едноставно договара некакви услуги по нејасни количини, нејасни цени, нејасно завршена работа, со некаков сосема друг интерес. Значи, не ни се пишува добро дефинитивно, се додека ваквиот начин доминира во домашните енергетски компании и претпоставувам дека е една од првите задачи на било каква преводна влада да проба да излезе не да излезе во пресред, туку да проба некако да ја стави ситуација под контрола. Тоа не е нешто што може одма да се направи, но не знам, веројатно со неколку брзи чекори може барем да се скрати, да се намали страшно високиот одлив на пари од овие компании. Диме, ти го препуштам микрофонот. Благодарам, Иван. Дали има прашања од публиката во однос на ова претходно изнесено? Професоре, доколку имате нешто да додадете во овој поглед? И колегата кажа дека последните информации од електроенергетскиот сектор се дека струјата поевтинува дури за 0,33%, јасно дека тоа е символично, дека тоа не значи ништо. Од друга страна, ако се суди по технички, финансиски и економски параметри, таа реално требаше да поскапи. Реално велам требаше да поскапи затоа што бројни беа и чести беа испадите во електроенергетскиот систем на Македонија. Секој испад практично значи дополнителен увоз на скапа електрична енергија, таа скапа електрична енергија нема кој да ја плати, туку народот, односно граѓаните. Значи, ако во 2014 најмногу имало увоз, а најмалку имало производство на домашна струја, тогаш автоматски или неминовно е поскапувањето на струјата. Решението за 0,33 дури и да поевтини струјата е јасно чисто политички потек, политичко решение и тоа на подолг рок јасно е неодржливо и неостварливо. Веројатно владата се спрема за брзи избори или за некакви избори, па затоа сака да поентира тука, но тоа нема да смени ништо, ме разбирам. Мислам, тоа нема да помогне никому. Едноставно потребни се вложувања сериозни во електроенергетиката. За жал, електроенергетскиот систем, било чиј, па и нашиот, е инертен многу, па некакви добри потези од пред 10 или 15 години ќе донесат резултат после извесен број години. Значи, било кој добар потек денеска нема да донесе веднаш добри резултати утре и било кој лош потек денеска нема веднаш да предизвика колапс на системот. Значи, системот е голем, гломазен, инертен и тој сам по себе не може за ден, два или месец, два или година, две да се сруши сам од себе. Но гледаме, за 9 години сериозни нарушувања има. Значи, после 9 години удари во системот, тој е на многу ниски гранки, многу слабо производство има и многу чести испади и дефекти. Значи, оваа гарнитура јасно не можела за година, 2-3 да направи големи проблеми во системот, но еве за 9 години веќе проблемите се излегуваат на површина.
Јасно една нова, добра гарнитура не може промени да направи во позитивна смисла за ден, два или месец, два, три или година, две, туку може да почне да работи добро, па тоа добро работење да ефектуира со позитивни резултати после извесен број години. Ова и затоа што еден било каков позначаен електроенергетски објект, да речеме на термоелектрана, не се гради преку ноќ, не се гради за месец, два, туку се гради за 5-6 години најмалку. Значи, од првите идеи за реализација па до конечното пуштање во работа, јасно, најчесто треба да поминат 6-7 или можеби некогаш и 8 години. Затоа велам, добрите потези денеска практично значат добро живење после неколку години, односно лошите потези денеска значат големи удари во системот веднаш, но тие удари се чувствуваат после извесен број години. Тоа е отприлика. Ние нов капацитет, за жал, голем капацитет електроенергетски сме изградиле и сме пуштиле во работа 2005 година, тоа е хидроцентралата Козјак, која што од енергетски аспект не е многу значајна, дава се на се околу 2% од струјата што нас ни треба. Значи зависи дали е влажна или сушна годината, ако е сушна дури и помалку, ако е влажна можеби и повеќе, но од сето тоа што нас ни треба како струја, Козјак дава се на се 2%, но сепак и тие 2% се значени затоа што се работи за хидроенергија која што е многу скапа, важна и вредна. Нов објект, реков, е изграден практично во време на СДСМ во мандатот 2000, е пуштен во работа во мандатот 2002-2006, а од тогаш нема ниту навестувања за изградба на некој сериозен објект. Јас овде од програмата на владачката партија извадив некакви поенти кои што не се јасно реализирани. Значи, речеме ревитализација и модернизација на рек Битола, инвестирани се навистина 400 милиони евра, но годишните загуби од намаленото производство на електрична енергија од рек Битола ја чинат државата околу 50 милиони евра годишно. Значи, рек Битола со вака вложените 400 милиони евра, односно залудно би рекол потрошените 400 милиони евра, прави дополнителен негативен ефект или прави загуба или не произведува струја која што после државата мора да ја увезе. И тој увоз на годишно ниво чини 55 милиони евра или на месечно ниво, значи речи си 5 милиони евра губиме со тоа што рек Битола не прави струја. Понатаму речено е дека до 2015 година ќе се отвори нов рудник за јаглен и нова термоелектрана во Маријово. Инвестицијата е проценета на околу 400-450 милиони евра, јасно тоа не има ни оддалеку абер да се реализира. Значи можеби некакви почетни истражувања се направени, но ништо повеќе од тоа. Понатаму рудник за јаглен во Живојно, значи речено е дека ќе завршат истражувањата за нов рудник за јаглен во Живојно, неопходен за продолжување на животниот век на рек Битола. Прв рудник во Македонија каде јагленот ќе се вади преку подземен јамски коп. Почетните проценки се дека околу 108 милиони тони јаглен има таму и така натаму. Елем ќе инвестира околу 100 милиони евра. Реализацијата ќе започне вели во 2013 година, сведоци сме дека ништо од тоа не е направено. Понатаму рудник за јаглен во Поповјани и ревитализација на ТЕЦ Осломи. Речено е дека ќе отпочне проект за ревитализација на опремата во Осломи, ќе инвестираат дополнителни 20 до 30 милиони евра, ќе се подобри ефикасноста на електраната, ќе се реализира овој проект до крајот на 2015 година, а ние сме сведоци дека во Осломи и сега се вршат почетни анализи, дискусии, проценки, тендери можеби за евентуално ревитализација на Осломи. Понатаму топлификација на градот Битола, ветување дадено на отворената владина седница во октомври 2011 година, со ветување дека до крајот на 2014 година проектот ќе биде завршен, исто ветено, а не остварено. Тоа е, да речам, ајде, за дополнување на она што пред малку го кажав. Благодарам, професоре. Тука имаме прашање од публика. Повелете. Добро вечер и поздравувам панелистите. Би сакала да ве прашам, не спомнавте ништо околу оној проект што беше актуелен со Бугарија, околу нуклеарната централа што ќе се правеше во Бугарија. Вице-премиерот Ставревски имаше некои преговори, дали сте во тек со тоа? И да ни кажете за ветерниците во Богданци, дали е тоа билкарство или тоа ќе вроди со плод за производство за енергија? Ви благодарам. За Белене. Ајде обратно, прво за ветерниците, која е повесела тема, после тоа за Белене.
А ветерниците во Богданци се реализиран проект на ваквата влада каква што е, со директна помош од германската влада. Тоа е кредит од германската КФВ развојна банка и чинеа 60 милиони евра. Имав чест да учествувам во тој проект на прилично високо ниво и е реализиран на, како да кажам, на стандард кој што е чуден за ова општество во кое што живее. Сепак гледате дека во јавноста се тотално неприсутни, како да не постојат. Претпоставам токму поради тоа што главниот играч таму беше германската влада. Секако тоа не е билкарство. За првата година на работење од април 2013 до април 2014 имаат произведена енергија повеќе од Хестиквеж во истиот период и практично за иста вредност ветерниците се 20% поевтини од хидроелектраната, вистинската крајна цена на хидроелектраната Света Петка произведуваат 1/3 повеќе енергија. Нивната производна цена би требало да се движи меѓу 60 и 65 евра за мегават час, што е прилично близко до сегашната проценета, нема официјален податок за ова, веројатно во регулаторната комисија може да се изведе ваков рачун. Проценатата сегашна производна цена на термоелектраните во Република Македонија преку 55 евра за мегават. Тоа значи дека е прилично блиска вредноста на произведената енергија, што е скоро нонсенс во планетарни рамки. Термоенергијата да биде многу блиска со цената на некаков извор кој е сосема чист и кој се гради релативно баргу. Употребата на енергијата на ветер на подолго рок, поготово на среден, може да биде еден од енергетските одговори во Република Македонија, бидејќи со секоја помината година цената на инсталираниот капацитет опаѓа, не толку драматично колку за фотоволтаиците, но стануваат се подостапни и подостапни, а нивната инсталација е прилично база. Проблемот во нашиот систем е што има многу вградена статика поради доминантното учество во производството, иако не и во инсталираната моќност, на термоелектраните, кои што се во директна спротивност со начин на функционирање на ваквите обновливи извори, кои што се вариабилни во производството, фотоволтаиците и ветерните електрани. Затоа, веројатно, едно од решенијата е паралелно да се градат ветерници со гасни електрани или евентуално со големи хидроелектрани. Не е билкарство, сакам да кажам, прилично добар ефект има. Денеска го прочитав податокот, во ноќта меѓу петок и сабота, Данска имала 140% од домашната потрошувачка на енергија покриена од ветерници. Остатокот од 40% или изнад нивната потрошувачка извезен во Германија и во Норвешка истата вечер. При што треба да се има во предвид дека и во овие две држави доминираат обновливи извори и веројатно дека компензирањето на моќност е извршено со намалување на снагата на гасните електрани кои биле во погон во момент. Така да тоа е начин, еден од начините за некакво модерно производство и една од можностите за развој не само на енергетиката, туку и на поголем дел економски гранки. Таму имате градежништво, имате компании кои што може да учествуваат во поврзувањето на електроносната мрежа на овие системи, бидејќи многу често се локации кои што се надвор од цивилизацијата, а нивниот ефект или врзаниот трошок на општеството е стравично низок. Мислам дека по произведен мегават час има измеѓу 0,5 и 1 евро негативни ефекти, врзан трошок, екстерен трошок. Додека кај термоелектраните тоа се движи меѓу 50 и 100 евра во зависност од горивото кое го користат. Така да се надевам дека во наредниот период ќе стане многу важен извор ветерот за производство на електрична енергија во Република Македонија. Исто така и сонцето, бидејќи тоа е единствениот енергенс кој што го имаме во изобилство и е бесплатен. Тоа со лигнитот не е случај. Предавам микрофонот на професорот за Белене. Претпоставувам вашето прашање беше за нуклеарната електрана Белене. Значи, нуклеарната електрана Белене за жал е запрен проект. Белене беше добар проект од технички аспект, веројатно политиката влијаеше да Европската унија рече дека таа електрана нема да биде безбедна и дека опремата што таму се вградува нема да биде во согласно со европските стандарди и затоа проектот е запрен. Инаку таквиот проект ќе беше корисен за целиот регион
се работеше за голем проект 2000 мегавати кој што ќе дава сериозни количини на електрична енергија. Тоа ќе овозможеше цената на електричната енергија во сиот регион, не само во Бугарија како земја во која ќе беше изградена електраната, туку јасно за целиот регион да бидат цените на електричната енергија ниски или пониски од сегашните. Македонија тогаш не изрази спремност да учествува во Белене, инаку веројатно ќе беше добар потек да дел од тие капацитети 2000 мегавати Македонија ги купи под наводници, но да бидат неизини, се едно што се на туѓа територија. Значи тоа не менува ништо. Нуклеарната електрана Кршко е на словенешка територија, па хрватското електростопанство учествува таму со 50% и тоа функционира во светот, не е тоа непознат пример, тоа е како да имате вложување или инвестиција во странство, не е неможно тоа да се случи. Но велам за жал, сиот проект беше запрен. Иако не беше запрен на почеток, туку беше запрен дури и во некаква поодмината фаза. Значи велам за жал тоа запре. Од кога тоа запре се јавија дискусии, идеи да Македонија сама изгради нуклеарна електрана, што е апсолутно според мене неможно. Значи неможно од повеќе причини. Прво е неможно, може би не по важност ќе ги наредам причините, најде прво е неможно затоа што нашиот електроенергетски систем во моментов има 1500 мегавати инсталирана снага и европските правила велат дека морате да имате резерви во моќност и во најмалку еднакви на најголемиот објект што го имате. Значи во моментов наш најголем објект поединечен што го имаме еден блок во Рек Битола од 200 мегавати и затоа резервата на таа моќност е во Неготино кој што е повторно 2 блока по 100 мегавати. Значи врз база на Неготино сме го задоволиле тој европски критериум. Сега замислете, ако изградиме една нуклеарна електрана од 1000 мегавати, а мали нуклеарни електрани нема, туку има нуклеарни електрани кои што се во пакет изvedба и тие се околу 1000 мегавати најмалите, или може би 800 мегавати, но сепак тоа се околу 1000 мегавати. Ние, ако имаме таков објект во нашиот електроенергетски систем, мораме да имаме уште еден објект рамен на него кој што ќе стои во резерва. Или да закупиме некакви капацитети надвор од нашата држава кои што ќе бидат резерва на овој што го имаме внатре. Значи практично за да го задоволиме европското правило, ние мораме да покрај евентуалните 1000 мегавати моќност од нуклеарна електрана да имаме дополнителни 1000 некаде што ќе чекаат, ако не дај Боже овие први 1000 се во дефект. Тоа е првиот услов. Вториот услов е што ако разгледате во регионот, нуклеарните електрани заради својата технологија на изведба бараат сериозни количини на вода за ладење. Значи нуклеарната електрана Кршко е на реката Сава, која што јасно релативно голема река и поголема од реката Вардар. Белене беше планирано да се гради на Дунав, значи на Дунав е многукратно поголем од Вардар, особено од Вардар кој што е во низок водостој. Значи Дунав е јасно, сега не ги знам точните бројки, но ми се чини дека е 6-7 пати поголем по количини на вода, пак ќе речем и тоа во ситуација кога немате низок водостој како во летните периоди. Сите ние сме сведоци во лето дека Вардар е сериозно мал и тие сериозно мали количини на вода не се доволни да се лади нуклеарната електрана. Постојат нуклеарни електрани кои што не бараат вода за ладење, значи некакви други технологии, но тие се толку скапи да се економски неоправдани. И трето, ајде не помалку важно е што за да изградите една нуклеарна електрана треба да имате сериозно традиција, искуство и знаење. Се бара посебни дозволи од Меѓународната агенција за нуклеарна енергија во Виена. Не велам дека Македонија не може да ја добие таа дозвола, но велам дека не можеме да речеме ќе градиме без да некој ни каже дека можете да градите да. Значи тој ќе најде на сериозен отпор кај сите околни земји. Значи Бугарија ќе го градеше и би го градела Белене и почна да го гради затоа што пред Белене го имаше Козлодуј, па имаше и кадри, и знаење, и традиција и кој што ги вложи во тој нов проект Белене на веќе постоечкиот запрен Козлодуј. За разлика од нив, ние немаме такво искуство. Значи, ако погледнете ние, ако направите анализа, реално немаме кадри од таа област. Немаме не затоа што сме помалку паметни или повеќе паметни од другите, туку едноставно не сме имале такво искуство, немаме такви кадри. Сега некој ќе рече кадри се увезуваат и кадри се образуваат, добро, ама не е тоа баш така преку ноќ, се работи за сериозна технологија која што може да направи големи проблеми и на нас, како држава и на сиот регион. Нуклеарната електрана не познава граници, па може евентуалниот нејзин не да Боже ефект да предизвика сериозни дефекти и проблеми во
радиус од илјадници километри. Значи, затоа се барат специјални дозволи и гаранции од Виена. И пак ќе речем, не велам дека ние не би ги добиле, но велам дека не можеме да речеме ќе градиме без да бидеме сигурни дека ќе ги добиеме. Значи, тоа е за нуклеарната електрана. Нашето решението на нашиот проблем не е во нуклеарната електрана. Едноставно треба да изградиме она што најдобро го знаеме да го работиме, знаеме како тоа се прави, имаме искуство од 80 до денеска, имаме 35 годишно искуство во термоелектрана. Значи имаме сериозни кадри кои што можат чуда да направат, само треба да им се дозволи да тоа го направат. Значи, за жал, сега РЕК Битола не работи добро затоа што вистинските кадри не се на вистинските места, инаку ние имаме кадри кои што тоа знаат да го прават и го правеле назад 35 години. Значи, истите оние луѓе кои што, да речем, 2005 или 2000 или 95 постигнува рекорди, РЕК Битола беше за пример на регионот по количините на произведена електрична енергија. Истите тие кадри или наследниците на тие кадри или учениците на тие луѓе кои што тогаш правеле струја треба да се донесат на вистинското место и да РЕК Битола повторно прави струја како што правела некогаш. Благодарам, професоре. Иван, согласно претходно кажаното од страна на професорот, ваше видување, дали нашиот систем во овој случај е спремен за отпочнување на преговори со Европската Унија? 2015 сме, евентуалните преговори со Европската Унија теоретски може да започнат во секој момент. Независно од политичката криза, ние имаме препорака за преговори. Сегашната состојба на електроенергетскиот систем би било изварена пречка во тоа. Прво, ја стопиравме либерализацијата на пазарот и ни прети исклучување од Европската енергетска заедница. И тоа е сега, мислам дека во моментов спор се води за тоа прашање. Второ, големите термоелектрани воопшто не се подготвени. Не се усогласени со директивата за која сме превзеле обврска, иако за 20-20-20 директивата немаме превземена обврска, туку за директивата за емисии, популарната ЛЦП директива. А тоа значи ограничени количества на емисии на азотни и сулфурни оксиди во атмосферата од постојните постројки. Во тој поглед ништо не е практично досега превземено. На двата понови блока во РЕК е извршена некаква ревитализација, како што кажа професорот Атанаско, ефектите барем во делот на емисии не се јасни, не се познати. Наводно со едно ниво на квалитет на лигнит се постигнуваат, со друго не се постигнуваат. Не може да се каже докаде се воопшто, докаде е овој процес. Што се однесува до Осломе, таму воопшто ништо не е направено. И логиката кажува дека доколку би сакале да се задржиме на европската агенда, во 2018 година алтернативата е блоковите што ќе постигнат нивоа на дозволени емисии да продолжат да работат, блоковите што нема да постигнат да престанат да работат. Од сегашна перспектива на сите 4 големи термоблока, да го земам и Неготино, им прети практично забрана за работа доколку отпочнат преговорите и доколку мора да се прилагодиме на речем нужното ниво на оперирање на овие постројки. За оваа цел сега веќе и не е возможно да се стигне 2015-2018 да се реконструираат сите 4 блока. Инаку би биле минимум потребни додатни инвестиции од околу 200 милиони евра, што уште би извршило неверојатен притисок на цената на енергијата од овие постројки. И отворено се поставува прашањето дали воопшто се исплати да се инвестираат толкави пари во стари објекти и да се отпочне изградба на еден нов поголем во, да речем, во истиот Пелагониски регион. Но тоа е некако предмет за анализа. Програмата на сада само предвидува усогласување со сите потребни европски директиви, што е практично единствената можност за наша некаква асоциација во Европската Унија, при што имаме превземена обврска да исполниме уште еден критериум, а тоа е 20-20-20, значи во 20-та година редуцирање на вкупните емисии на стакленички гасови за 20% и производство на 20% од електрична енергија од обновливи извори. Токму Богданци е чекор кон тој, да кажам, кон таа цел, кон постигнување на овој критериум, при што дури е нејасно,
толку години помина од имплементирањето на повластените тарифи и од самиот поим за обновливи извори на енергија и нивна изградба, да кажам, на трите видови кои што се за нас адекватни и релативно возможни, малите хидроелектрани, фотоволтаиците и ветерните електрани, колку е ниска нивната пенетрација во домашното производство. Овде не се во прашање компаниите кои произведуваат, се бават со производството и транспортот на електричната енергија, колку што е директна вина на владата и на неколку министерства, што се чини дека намерно го блокираат овој процес поради своји некакви лични, дали се материјални, фамилиарни или било какви други интереси. Една Грција, која што воглавно исто така е зависна на доминантен начин во производството на електрична енергија како нас од лигнит, има 5 пати е поголема од нас по број на жители, по број на производство и по потрошувачка. Во Грција, например, 7% од домашната потрошувачка енергија се задоволува од фотоволтаици. Инсталираните капацитети се за наши појмови неверојатни. 3000 мегавати имаат инсталирано фотоволтаици до 2015 и 2000 мегавати во ветерни електрани. Кај нас чинам дека во моментов има 15 мегавати во фотоволтаици и само 37 мегавати во ветерни електрани. Само кога би стигнале на нивно ниво, да бидеме 1/5 према димензијата, претпоставувам дека биле потребни неколку, 4 или 5 години да се постигне тоа. Така да не сме спремни, дефинитивно. Благодарам, Милан. Повелете, професор. Ево уште некој збор за либерализацијата што ја спомна колегата. Значи, тоа беше добар планиран потек на владата, од кој што таа се откажа во последен момент. Кога велам добар потек, мислам на тоа што со таа либерализација ќе се овозможеше на малото стопанство и на домаќинствата сами да бираат од кој снабдуваш ќе се снабдуваат со електрична енергија, и тоа во пракса применето ќе значеше многу пониски цени за малото стопанство. Значи, договорите или преддоговорите кои што малото стопанство почна да ги склучува со другите понудувачи или снабдувачи со електрична енергија пред да стапи во сила законот за либерализација, значи почна преговори, почна дискусија, почна разговори, и тие цени кои што тогаш се постигнуваа беа пониски од оние кои што сега тие исти тоа исто мало стопанство ги има со Евана. Значи, потекот со кој владата ја одложи либерализацијата за неколку години практично беше потек во корист на Евана, односно потек во заштита на интересите на Евана. Евана и владата сведоци сте дека 2006-2007 и така натаму тие години беа во лоши односи, беа на спротиставени страни и слично, но исто така сведоци сте дека во последните година 2-3, би рекол 4, особено со овој последен потек на одложување на процесот на либерализација, владата и Евана се во мощни хармонични односи. Значи, со тој потек практично на Евана му се овозможи да сериозни финансиски средства проложи да влече од малото стопанство во Македонија, кој што пак ќе речам, ако не беше тој потек, ќе можеше струјата што му треба на малото стопанство да си ја добие или да се снабди од други понудувачи по пониски цени. Тоа пак од некакви политички аспекти донесе до големи проблеми во релациите помеѓу нашата држава и Европската енергетска заедница, затоа што таа ден пред да се објави одложувањето, ја фалеше владата и не фалеше нас како држава, дека сме лидери во регионот во поглед на либерализацијата, дека сите околни земји треба да се угледат на нас и слично, за да ден потоа, после таквите пофалби, уследи еден шок, кога владата рече ова го одложувам на неколку години. Тоа повлече спор помеѓу Европската енергетска заедница и владата, кој што можно е да донесе, како што и колегата рече, до исклучување на Македонија од Европската енергетска заедница. Се надевам тоа јасно нема се случи, но с релациите помеѓу Европската енергетска заедница и владата би рекол никош не били, одамна не биле вака лоши како денес. Од сета игра, кој што се вика либерализација на пазарот на електрична енергија, ќар или голем ќар е Евана. Азијан се сите други. Благодарам, професора. Тука имаме прашање од публиката. Повелете, господине. За ефтина тарифа прашање од 2 до 5. Прво, добро вечер. Да се представам, Ниголче Петриски од Кичево.
Едно прашање господинот Иван и информација од моја страна. Сметам дека вие многу добро знаете во интерес на сите граѓани, во интерес на нашата држава, дека термоелектраните во Битола се во застој. Како и мојата термоелектрана во Кичево, во која работев и јас, од кој многу луѓе не одат на работа, земат пари првата работа, а втора се коментира дека ќе се ископа, значи јаглен во селото Поповјани. Ја да ве информирам вас дека во селото Поповјани точно е дека има јаглен, македонските села кои има јаглен им се одзедоа нивите пошто зошто, а таму каде што живеат албанци и македонци од кои има своеја. Значи тој јаглен не го дават, го бараат под услов, треба да знаете вие, и секако тука ќе има манипулација и криминал. Го бараат под услов да тој ископ да биде ископан на јагленот, значи нивието исти кои ќе им се платат со пари, поново да бидат вратени во иста положба и да им бидат вратени на истите газди. Не знам дали сте запознати, или сепак би требало да се информирате. Моето прашање е тоа. Благодарам. Благодарам, бидејќи беше директно насочено на мене, а од тоа во моментов нема ништо, за жал. Не се ни завршени основните испитувања на резервите во Поповјани. Се водат некакви 9 милиони тони, што е прилично малку, но нема никаква превземена активност, апсолутно никаква. Далеку е прашањето од цени на откуп на земјиште или на сама организација на некаков отворен површински коп таму. Верувам дека многу ќе треба уште да се направи и во прашање се години до отварањето на било каква експлоатација на лигнит во регионот на Поповјан. Покрај тоа, количината за која сега бројката со која сега се оперира практично го прави недостапно, самиот концепт го прави недостапен за експлоатација, бидејќи поради многу ниската, да речем, застапеност, многу малата количина на јаглен и многу големата количина на откривка, неговата цена ќе биде изворедно висока за производство. Сегашниот план за Осломеј во суштина предвидува затворање на сите рудници. И Осломеј да функционира со увозно гориво, со увозен висококалоричен јаглен, кој што би требало да се транспортира, се уште не е јасно како, од Солунското пристаниште до Кичево. И тоа никој не предвидува употреба на пруга, туку би требало да се транспортира со камиони. Ова е последно што го прочитав. Не е јасна никаква, да речем, состојба или детерминирана, утврдена политика во поглед на термоелектраната Осломеј. Уште некој збор. Дека го чекаме уште некој збор, дека го чекаме новото прашање, значи ова што го кажа последно колегата, пазите се, они планираат јаглен за Осломеј да носат по пат. Значи тоа е апсурдна идеја. Не може една термоелектрана да се снабдува со јаглен со транспорт со камиони. Значи сериозни количини на јаглен не се можно да се донесат по сувоземен пат, практично по оној пат по кој сите ние одиме, да речеме, за Кичево. Од Скопје за Кичево или од Битола за Кичево, сеедно. Не е тој пат таков што може да издржи таков транспорт. Или ќе се уништи многу брзо, а и неможно е технички да се реализира. Некој дофрли пред малку ниска висока тарифа. Повторно и тој потек со елиминација на дневната ниска тарифа е во прилог на Евана и е доказ повеќе дека оваа влада со Евана е во блиски релации. Значи секоја струја што вие ја трошите од 2 до 5, а порано ја плаќавте по ниска тарифа, сега ја плаќате по нормална тарифа или висока тарифа и сите тие пари, разликата помеѓу високата и ниската тарифа, одат на контото на Евана. Значи проста е математиката. Добро вечер. Имам, професоре, прашање до вас и појаснување на сите граѓани присутни. Сакаме да знаеме, бидејќи 23 години скоро сме самостална држава, така? Имаме електроинженери, имаме професори на електрофакултетите. Затоа имаме бистри глави кои избега од државата. Затоа сакаме една порака до владата, а и вие како професор треба да разговарате, да седнете. Кој е начин за да не плаќаме толку скапа струја, да не ни наметнуваат граѓаните да го платат цехот на некои игри што ги играат Евана, компаниите кои произведуваат струја и владата.
Регулаторната комисија, ја мислам дека е комисија која треба према стандардот на граѓаните да сите енергенци да ги регулира цените. Дали учествува, вие ќе ми одговорите, регулаторната комисија во производство на струја, пренос на струја, продавање, енергенци горива кои се користат за производство на струја, зборувате, гледам, имаме, знаеме и ние сме учеле школа, знаеме дека има рудници во Македонија, колку е искористено тоа и не искористено не знаеме. Рек Битола требаше да работи, али гледам дека се меша политика во се. Слушам некои електроинженери од таму во јавно што зборува дека се е политика во се замешана. Затоа ќе ми одговорите на се тоа. А владата, порака до владата, нека седне со газите, компаниите кои произведуваат струја, кои продаваат, и Евана, која продава на граѓаните струја, да седнат да се договорат према стандардот на граѓаните, да ги регулираат цените. Едно време се штрекуваше по Скопје, по цела Македонија, и тоа 33% што ни го наметнаа да го плаќаме, и го плаќаме, тоа е многу. А сега го залажуваат граѓанинот, сиромашниот граѓанин на Македонија, со 0,33%, дали ќе се подобри куќниот стандард на секое домакинство? Сигурно не, тоа не значи ништо. Али онаму кога ќе качате многу, и тоа 33%. Дали треба да се плаќа? Тоа е моќност за електрична енергија. Дали мора да се плаќа, или ако дојде СДСМ на власт, тоа ќе го регулира на некој начин према стандардот на граѓаните. Сакам да ви одговорите за се тоа. Благодарам. Ви благодарам. Повелете, професора. Поставивте комплексно прашање на кое пола сат или сат е малку за одговор. Значи, ајде едноставен пример. Кога ќе речеме, или кога порано слушавме или сега слушаме или воопшто слушаме дека намалено е домашното производство, веднаш знаете дека мора да оди цената на струјата нагоре. Значи зошто постојано инсистираме дека не сме да се намалува домашното производство, затоа што секое намалување на домашно производство значи увоз, увозот се плаќа со пари и тие пари нема кој друг да ги даде одошто народот и граѓаните. Која е целата неволја? Регулаторната комисија за енергетика просто му признава на Елем сите можни дефекти, му ги признава на Елем сето лошо работење, му го признава на Елем сиот хаварески увоз. Значи, што и да Елем направи, колку и лошо да работи, која ќе тропне на вратата на регулаторната комисија не му вели не ти признавам испад и си имал годинава 20, а требало да имаш 2, туку вели ти ги признавам сите 20 испади. Сите 20 испади или X испади, не е важно колку се, мора некој да ги плати. Тој некој нема кој друг да биде освен граѓаните. Значи многу е просто. Колку повеќе домашна струја правиме, толку цената на таа домашна струја, цената на струјата за домаќинствата е пониска. Во пракса преведено за 9 години се случи удвојување на сметките за електрична енергија. Причините се точно тие. Намалено е домашното производство, зголемен е увозот и тој зголемен увоз некој мора да го плати. Не само што е зголемен во апсолутни износи увозот, туку зголемен е и хаварискиот увоз кој што е најскап. Значи вие сами знаете кога нешто е најскапо, тоа што го немате. Ако Рек Битола падне и хавариски морате во тој момент да увезете струја, тој хавариски увоз наместо да чини 10 денари или X денари, ќе чини 20 денари или 2X денари. Значи тие хавариски испади и нагли испади мораат да бидат компензирани со скап увоз кој што е поскап и од нормалниот увоз. Во пракса, сета математика ќе собере Елем на крај и ќе излезе дека сите дефекти, сета лошо работење, сиот скап мазут кој што го фрла во печките во Рек Битола, мора на крај или издегува дека на крај го плаќаме сите ние преку нашите сметки за струја. Што е уште друго битно? Вие сами слушате и преку објавените бомби, да речем. И преку посебно оваа бомба што денеска чувме како увертира на овој разговор. Се врши масовен ископ и транспорт на јаглен со камиони. Нити некој знае колку камиони, нити некој знае колку јаглен. Тој јаглен се фрла во печките, се гори и никој не знае, трагата му се губи. Значи нема доказ колку е точно ископано, колку е точно транспортирано.
колку е точно уфрлено во печките. Сето тоа, значи се работи за милионски суми. Една од компаниите ми се чини дека преку 100 милиони евра има за ископ на јаглен и транспорт на јаглен. Значи тоа се пари кои што повторно ние ги плаќаме, нема кој друг да ги плати. Значи ако сакате конечно да имате пониска цена на струја, треба сите тие отворени вентили да се затворат. Еден отворен вентил е неконтролираниот транспорт на јаглен со камиони во Рек Битола. Пазите, Рек Битола наназад години има толку пари дадено за транспорт со камиони, што досега можеше сите камиони во Европа да ги купи па да ги има во своја собственост. Значи, за да се спречи така, добро ќе се спречи. Ќе се спречи со тоа што ќе се работи домаќински. Овие овдека Карши нас рекоа домаќински одговорно, ама бомбите велат дека е недомаќински и неодговорно. Инаку домаќински одговорно, ако работите како сами за своја компанија да е, како за себе своја приватна компанија, тогаш ниеден приватен газда нема да дозволи да над некој друг газда му дава 100 милиони евра за транспорт со камиони на јаглен, кој што нити некој број колку камиони поминале, нити па некој мери колку јаглен е во камионите. Ако е приватен газда, нема да дозволи да има 20 испади во текот на годината на блоковите. Туку ќе го смени директорот или ќе смени кадрите или ќе направи нешто или слично. Нема да дозволи да вложи 400 милиони евра во Рек Битол и таа Рек Битол со 400 милиона евра вложени да прави помалку струја одошто пред да се вложат тие 400 милиона. Значи замислете вие да сте приватен газда. Имате кола која што оди на одреден начин, троши колку што троши, сега сте направиле ремонт, сте дале 10.000 евра и колата не ви оди сега. Значи, ај што сте ги дале 10.000 евра, сега колата па не мрда. Блокирана е. Или ќе тргне, ќе ви остане катланова. А парите сте ги дале као за нова кола. Уште 400 милиона евра сте дале за 9 години. Тоа се случува. И сега сите тие цехови, тие 400 милиона евра не се ископани негде во некоја дупка, тие се од нас дадени. Со тие 400 милиони евра елем оди во регулаторна комисија, вика еве ги дадов тие 400 милиони евра, те молам да ми ја кажеш цената на струјата. И регулаторна комисија вика да, си ги дал тие. Вистината дека ги дал он тие, ама колку од тоа што е дадено, гледаме преку бомбите е вратено во приватни джепови, друг есен. Значи тоа е дадено, ама колку е реализирано и вратено, еден Господ знае, затоа што конечно, ме разбирате, вие ако му дадете некому, имате автомобил, му дадете некому да му направи, некому да најде мајстор што ќе направи ремонт. И после ремонтот вие немате кола, или ви излажал мајсторот, или ви излажал тој што ви однел на мајстор. Значи, они ве лажат, не го направиле ремонтот, или ставиле лоши делови, или уопште не направиле ремонт. А вие парите ги дававте, а колата не ви оди. Тоа се случува сега. Значи, кога велите што треба да се направи, треба прво тие вентили да се затворат, понатаму Евана се понаша како голем газда. Значи сега вие ако одите во Евана па речете неам доволен напон и ми се расипани фрижидерите или неам доволен напон да гледам телевизија или ми паѓа напонот, Евана не баш брзо и че реагира. Значи не се понаша Евана тука како што се понаша Евана во Австрија. Значи дозволено му е така да се понаша. Значи некој тука е чар, инаку ако државата рече чекај се, точно дека Евана е приватна, се е тоа супер. Ама Евана го донесовме тука да донесе подобар напон на струјата, подобри трафостаници, подобри напонски прилики, а не пола Македонија да биде без струја 3 недели после Нова година. Зашто? Затоа што Евана не ги одржувала столбовите, или Мепсо не ги одржувала столбовите, или Евана не сака да излезе на терен. Истите тие луѓе, наши македонци работат во Евана, само не се тие вистинските македонци што се праќани. Веројатно и таму селекцијата е погрешна. И конечно Мепсо, значи Мепсо може да ги намали трошоците, значи овие фасади што ги гледате кои ќе поминете покрај зградите на Мепсо и на Елем, кој ги плаќа? Па пак ние ги плаќаме. Не ги плаќа Мепсо од своји пари. Парите на Мепсо не се негови пари, тие се наши пари. Значи он собира од мене пари, од вас пари, од сите нас пари и прави фасада. Пола краде од фасадата, пола прави фасада. Прво не треба да ја прави уопште. Значи вие знаете дека да речеме Елем зградата, па чекај, оние сјајни стакла се ставија пред 10 години, не знам кога се, пред 10 години се направи реновирање и се направи алуминиум и се ставија стакла. Сега не. Стаклата што се нови и сјајни и што се не знам колку скапо платени, сега не, сега се прават во барок. Тој барок го плаќаме ние, нема кој друг да го плати, не го плаќа Австрија или Турција. Точно така. Граѓанинот пред себе, дека прави експлоатација на сите рудници кои не се работат да активира, а не назад. Практично она преку сметките, пазете, мало од зголемување на сметките за струја се големи приходи. Зошто? Затоа што за вас се можеби 100 денари, ама бидејќи сме 2 милиони народ, тие 100 денари за секој од нас
кумулативно или збирно се големи пари. И башка тие пари секој месец се добиваат. Значи не е тоа шега. Понатаму, малото стопанство, па вие знаете дека има мало стопанство што плаќа сериозни сметки за струја, не е тоа шега. Значи сметките за струја, ако имате домаќинство се едни, ако имате мал бизнис се други. Тоа што имаат мал бизнис, оние знаат луѓето. И големи пари се слеваат во електроенергетскиот сектор. Толку големи пари што се ми се чини, не ми се чини, него сигурно во тој сектор се најголемите пари, нема каде да бидат. Ви благодарам, професоре. Тука имаме уште едно прашање, повелете, господин. Добро вечер на сите. И јас имам едно прашање што со години ме мачи. Прво да ви кажам дека со директорот на Евана сум правела моабет затоа што ми беше скината струјата, а социјален случај сум како инвалид. Директорот ми објасни дека заработката од струјата што е 50% владата зима и 50% они зимаат. И викам, дали го кинете на социјалци и на инвалиди струја? Не, вика господја. Само да ви кажам едно, нека знае цела македонска јавност, дека они дале предлог на владата тие 50% да се плаќа за инвалидите, за социјалците. Владата ги одбила. Сега мене ми е прашањето вака. Дали ќе дојде ред сега, пошто знам дека не можеме многу брзо да се средиме, ама дали ќе дојде ред да има такви фондови за струјата за социјалците, барем минимум. Јас имам 3000 месечно социјална помош. Видете. Не можам да постигнам, ми бараат за вода, ми бараат за струја, све ми бараат. А од каде? Значи сами гледате дека во тој електроенергетски сектор големи пари се губат. Се трошат на лош начин, на погрешен начин. Не. Со други зборови. Се извинувам, јас беше прашањето дали ќе дојде ред, дали кога ќе се средиме малку, да имате фондови за тие такви случаи. Почнав да ви одговарам на прашањето. За да има фонд со кој тоа ќе се среди, треба прво тој фонд да се наполни со пари. За да се наполни тој фонд со пари, треба сите погрешни трошења и лоши трошења и крадење да се сопрат. Значи, пак ќе речам, не може вие во 21 век 2015 година да речете не му давам струја на населението, затоа што населението не може да ја плати струјата. Обратно треба. Треба цената за секој да биде таква да може да се плати. Социјалниот случај, ако зема 3000, не можете вие сметка за струја да му дадете 3100. Значи, не можете ни 1000 да му дадете, ќе му остане утре 2. Значи, социјалниот случај морате да направите да не плаќа струја, односно да биде тоа државата да плаќа. Значи, пазите, не е тоа топла вода, не измислуваме ние топла вода во смисла, тоа е решено во сите средени нормални држави. Или некој ќе рече цената на струјата ќе се покачи за толку и толку. Обратно треба да се рече колку може да се покачи за да едно просечно македонско домаќинство може да го плати тоа. Значи вие не можете да речете цената на струјата во Германија, не знам, пати 3 од Македонија. Да, пати 3, ама платите се пати 20. Значи, не е таа добра споредба, затоа што струјата сепак не е бензин. Значи, вие без бензин и без кола можете да функционирате. Ама струјата е енергенс кој што морате во 21 век да го имате. Не можете без струја да живеете. Струјата во 21 век, велам, е скоро како водата. Значи, колку што со вода не можете без вода да живеете, толку и без струја не можете да живеете. Замислете, било каков ден, сабота, недела или работен ден, колку ви треба вода, од прилика слично или сосема малце помалку ви треба струја. Значи, ако немате вода, вие не можете да живеете без вода. Ама и без струја веќе не се живее, затоа што така е скроено начинот на живење, да без струја многу работи не можете. Значи, едноставно не дека не сакате или не знам што, него не можете. Многу апарати од кои зависи животот работат на струја, не можете вие без струја да живеете. Значи, не може да споредите тоа дека е слично или адекватно на некаква нафтини деривати или слично. Па, зошто велам нафтини деривати? Они велат, струјата е добро кое што има светска цена. Да, ама не баш така. Секоја земја води малце политика во струјата. Значи, друга работа се нафтените деривати. Ви благодарам, професоре. Имаме уште едно прашање од господинот Самка Ибраимовски. Интересна тема. Штета е што нема повеќе луѓе, меѓутоа да се надолжам на прашањето на господјата претходно што кажа. Она постави едно децидно прашање во врска со
социјалната категорија на граѓани, дали ќе или инвалид, дали ќе имаат некој бенефит после добивањето на власт. Значи за сега постои закон кој е предложен од наша страна уште во 2005 година, кој ја бев заменик министер, беше предложен за асоциациите да се плаќа одредена сума министерството. Јас може комотно, без разлика што еве тука е експертниот тим за енергетика, да ви кажам дека ќе има промени во тој дел за делот на социјалната категорија на граѓани, ќе се плаќа надоместок од страна на државата, како што сега се дават 700 денари, меѓутоа сега каснат по 7-8 месеци, не ги ни даваат, прво треба да платиш сметката, па после да рефундираш. Како ќе ја платиш сметката кога ја земаш 1000 денара социјална помош, а да платиш 700 денара струја? И после да идеш да чекаш уште 7-8 месеци и да ви ја платат. Ние, верувајте, како коалиција сме разговарали околу прашање, ве уверувам дека 100% ќе има подобрување на статусот на социјалната категорија на граѓани во делот на плаќањето на електричната енергија. Тоа што се трошеле до сега, прашајте го овие у Белава зграда вамо, ќе ви кажат, тие пошто они многу знаат и научиле од математика само собирање, никако ваѓање. Сакав тоа мислам да објаснам, сега јасно ви е мислам. Вие поставите такво прашање дека дали ќе има некој олеснување? Ќе има. Со сигурност ви тврдам дека ќе има. Затоа што имаме социјална програма нова, многу поквалитетна позади оваа бела зграда, што сигурно граѓаните ќе го видат кај се наоѓаат социјалната категорија, средната категорија на граѓани и така натаму и така натаму. Сега едно прашање, експрески тим, сакав да поставам едно прашање во делот на Битола 1, Битола 2. Знаете, вие имаше тамо, се правеа некои тендери за обнова, за печките, што ти ја знам, таму имаше на расправија во парламентот околу таа работа и имаше доста каснење околу тој тендер и беше сомнителен тој тендер, ние дискутиравме. Што ние, како коалиција, дали ќе направиме ревизија на нивните тендери што ги имаше во делот на Битол 1 и Била 2. Мислам дека тамо има 100% кражба и криминал, што треба само да се докаже. Затоа ја секогаш викам, криминалот е криминал се додека не се докаже. А тамо со сигурност тврдам дека постои, бидејќи гледав, учествував на расправа во парламентот и правевме анализи околу тие тендери, како се добиени, на кој начин и кој ги добивал тие тендери. Дали ние ќе направиме ревизија на тие тендери? Благодарам. Видете резултатот од тендерот за кој зборите, ова што го кажавме неколку пати дека вложени се 100 милиони евра за ревитализација, струја помалку се прави. Значи јасно дека е потребна ревизија на таа работа, ако вие даете сериозни пари, а тие сериозни пари не се денар-два, туку се 100 милиони евра, и после тие 100 милиони евра или околу 100 милиони евра дадени, правите помалку струја, јасно дека треба ревизија на целата процедура и целата постапка. Колку што јас не знам детали, ама мислам дека е избрана понудата што е многу поскапа. Значи имало поевтина понуда, па таа е елиминирана, избрана е многу поскапа понуда. Поевтината понуда била на рускиот партнер, кој што и ги изградил термоелектраните, па веројатно има и можност да даде понуда што е поевтина, а избран е германски партнер кој што направил тоа што направил и после тоа негово правење, велам, струја се помалку се прави. Значи, мој став или моје мислење дека тоа јасно треба да се ревидира. Господине Самка, тоа само една перспектива е, мислам, и не е најтрагичните, не се тендери во РЕК на самата опрема. Нормално дека во некаква постапка стандардна сите работи би се прегледале. Во РЕК се пострашни другите набавки кои воопшто не се со странски компании, за вакви банални работи како што се ископи, транспорти, не знам, мазива, горива и слични. Таму веројатно ситуацијата е драматично пострашна. А за овие набавки прилично едноставно е докажување на параметрите. Тука не гледам дека е возможна воопшто некаква мистерија или некаква нејаснотија. Со едноставно утврдување на сегашната состојба ќе се види дали биле во ред или не биле. Благодарам, Иван. Професоре,
Иван, за крај, во интерес на времето, бидејќи доцниме, според вас, кои се приоритетните проекти кои што новата влада на Република Македонија ќе треба да ги имплементира, се со цел неутрализирање на штетните ефекти од актуелните политики на Груевски и ВМРО ДПМН, кои што ги направија во енергетскиот сектор изминатите 9 години? Повелете. И за ова прашање јасно не е лесно и едноставно се одговори. Прво треба постојните капацитети да се управуваат на соодветен начин кој што ќе овозможи производство на домашна струја која што е јасно поевтино од увозната. Значи она што го имаме како капацитет да го работиме како што знаеме да го работиме. Како народ тоа сме покажале дека знаеме и умееме да произведеме струја во рек Битола, рек Осломи и во нашите хидроцентрали. Значи прво да произведеме домашна струја колку што најмногу може во овие околности. Второ, мора веднаш да се почне со реализација на сериозен енергетски објект термоелектрана. Треба да се одбере локацијата каде таа термоелектрана ќе биде и да се одбере енергенсот. Значи јасно треба да се направат анализи, ама мене ми се чини вака на прв поглед дека најпривлечно е решението термоелектрана на Јаглен некаде вдолж пругата или блиску до Гевгелија или вдолж пругата со Гевгелија за да може лесен транспорт од Солунското пристаниште да биде. Значи тоа е она што на прв поглед вака во две реченици е можно. Термоелектрана се прави за 6 години, 7 нека бидат, значи ние после 7 години да бидеме барем енергетски независни од аспект на електроенергија. Значи тоа се двата клучни потега, она што го имаме да го работиме како што знаеме, веќе сме покажале дека знаеме да го работиме, а она што мора да се направи е после 30 години неизградба на сериозен објект да инвестираме во изградба на сериозен објект. Тоа бар инвестиција не голема, навидум голема, можеби за секој мегават, ако направите вие нова рек Битол од 600 мегавати, тоа отприлика би чинело можеби 700-800 милиони евра, ама тоа се прави за 7-8 години, па ве чини вас 100 милиони евра годишно. Од друга страна, ние 100 милиони евра годишно, ние кога велам, нели народот преку Елем плаќа во сметките за струја само за ископ и транспорт на јаглен. Значи, тоа пари навидум се големи, не се тоа неможни пари, од ние тие пари ги фрламе или ги даваме. Значи, само за увоз на струја ние даваме по околу 150 до 200 милиони евра годишно. Значи, пари има, треба само правилно да се распределат. Ви благодарам, професоре. Повелете, Иван. Па, прво сакам да ја померам точката на перспектива. Значи, производството на енергија е utility сервис. Нешто што уопште не е интересно за целокупната јавност. Сега видите какво е нивото овде, на кое ниво сме дојдени, да ја заинтересираме широката јавност за начинот на производството на електрична енергија. Мислам, само тоа да се коригира, да стане дел кој што е прилично безгрижен, кој што не ги воопшто додирнува домашните прилики, кои не ги секира граѓаните, имаат време и може да се секираат за пофини, подобри, покултурни, како да кажам, поубави нешта е една од целите која што мора да се постигне. Инаку на она што го предлага професорот, веројатно треба да се додаде една широка кампања за контрола на самата потрошувачка, тоест мерки на некаква енергетска ефикасност и употреба на што поголем број на она енергија која што ја имаме во изобилство, тоа е енергијата на сонцето. И тоа не е ништо што е исклучиво, мислам, работите се движат паралелно. Инаку не е воопшто исто така невозможно, релативно брзо и ефтино е, негде во Скопскиот регион изградба на една поголема електрана на газ, комбинирана, која покрај сегашната тето, која не е во употреба и државата воопшто не сака да се заинтересира за таа енергија, туку сака да увезува директно електрична енергија, а не да се заинтересира за употребата на енергијата која може да се произведе дома на подолг рок, е една од можностите барем да се затвори прашањето на некако среден рок од 20 на години и да се оди во иднина која што ќе биде во најмала рака растоварена од ова прашање кое сега еве овде го да речем малтретираме од сите насоки. Благодарам. Ви благодарам, Иван, ви благодарам, професоре. Почитувани присутни, ви благодарам на вашето внимание и активност во дебатата. Имајте пријатна вечер, се гледаме наредна прилика. Поздрав.